Министерот за здравство Венко Филипче не чувствува одговорност за случајот Рекет 2. Тврди дека не ја злоупотребил функцијата и не влијаел врз инвеститорот. Ги повика институциите да го истражат случајот, иако има потреба да реагираат. Неколкуте состаноци кои што сме ги имале со компанијата сме укажале како стојат работите во овој момент. Сметам дека тоа апсолутно не е ниту злоупотреба на функцијата, ниту пак некаков обид за влијање. Ги оставам органите доколку навистина има таква пријава да завршат работата. Јас сум отворен да одговорам на било кое прашање што ќе произлезе. Филипче обвинувањата ги нарече смешни, но призна оти знаел дека јавното обвинителство ја истражува фирмата Диамет, бидејќи како што рече, обвинителството токму од министерството ја побарало целата документација. За разлика од него, премиерот Зоран Заев пак со поинаква изјава во однос на аферата. Рече дека информацијата за истражната постапка стигнала директно од јавното обвинителство. Кога се обраќа јавно обвинителство до државните институции кои што се под премиерот, така? Фондот за здравство, Министерство за здравство, ние знаеме дека се води истрага. И логично е, честно е, одговорно е пред било кој инвеститор, па вака познат Дија Верум од Шведска, да ги знае информациите заради тоа што должно се на државата да ги соопшти сите информации. Инаку за овој случај е поднесена и кривична пријава против министерот Филипче и директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Оштетената скопјанка Вера Иванова ги товари дека сториле кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, односно здружено презеле дејствија со која оштетиле и неа, но и буџетот на Македонија, во обид да стопираат влесна странска инвестиција вредна 11,5 милиони евра.